ВМРО-ДПМНЕ повторно бара да се свика итна седница пред подпишување на договорот со Бугарија. Пратеникот Илија Димовски на пресконференција во собранието посочи дека договорот е од стратешка важност за зачувување на добрососедските односи и иако содржината на договорот е објавена, тоа според него не значи дека се намалила итноста од свикување на собраниска седница. Во текот на вчерашниот ден, пред подпишување на договорот, Бугарското собрание имаше можност да го разгледа договорот и да даде препорака, односно да гласа и да ја даде насока на нивната влада како да постапи. Сметаме дека добрососедството со соседна Бугарија е стратешки значајно прашање за Република Македонија и затоа одговорноста во овој процес треба да биде споделена и заедничка. Сметаме дека договорот треба да се склучи, но во него треба да се внесат забелешките кои што ние и во постапка кога дебатата беше затворена за јавност, но и сега многу јавно и прецизно ги дадовме како препораки до владата на Република Македонија. На вчерашниот отчет за работењето на собранието, председателот Талат Џафери изјави дека не е неопходно свикување итна седница за договорот со Бугарија, бидејќи владата го обелодени за јавноста. Џафери посочи дека сепак ќе се консултира со пратеничките групи. Ние сме во координација сега во парламентот, а имајќи предвид дека договорот веќе и е објавен и сметам дека суштината, бар лично јас сметам дека суштината на хитноста е надмината и одмината и во тој контекст дополнителни консултации ќе направам со предлагачите, односно со пратеничката група која што поднела барање за хитна седница по односно прашање и доколку се смета дека би требало да се врши дебата, мислам дека, пак викам, лично мислам дека е одминато и надминато суштината на на дебата по односното прашање, имајќи предвид дека содржината на договорот е јавно објавен. За договорот со Бугарија се огласија и од Сдруженијето Блаже Конески, кои посочуваат дека тие се за соработка меѓу Македонија и Бугарија, но преку трговски и економски договори, а не преку договори со кои два различни народи би имале една заедничка историја.